Добро дојдовте во Тајната на успехот. Ова е нашето 50-то издание. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво кои се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво кофинансиран од Европската Унија. Иако знаеме дека секоја трета компанија во Македонија е предводена од жена, сепак женскиот предприемнички потенцијал е малку искористен. Овој серијал подкасти Тајната на успехот ни е наменет да го поттикнеме, да го покренеме, да инспирираме со успешни бизнис приказни на жени. Денешната бизнис приказна ни ја раскажува Радмила Ризова, собственик на Друштвото за странски јазици Интеркултура. Радмила, добро дојдовте во подкастот Тајната на успехот. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Вашето Друштво за странски јазици Интеркултура веќе обстојува на пазарот 13 години. Што беше пресудно да запловите во овие води? Дали љубовта кон јазиците или сплет на околности? Па дефинитивно љубовта кон јазиците. Јас уште од средно училиште знаев дека ќе студирам странски јазици. Со францускиот јазик започнав уште во прва година средно да го изучувам и така ми се створи некако љубовта кон францускиот јазик и веќе кога завршив средно училиште одлучив да се запишам на француски и шпански јазик на филолошки факултет тука во Скопје. Англискиот јазик го изучував уште од мала, значи на курс одев уште од 6 годишна возраст. Меѓутоа одлучив некако да го продлабочам знаењето во некои други јазици, така што сега течно ги говорам англискиот, францускиот и шпанскиот. Браво. Ако се знае дека англискиот е на прво место според бројот кој го говорат и се разбира дека претпоставувам дека е најголем интерес за англискиот, кои други јазици се интересни за слушателите во вашето училиште? Па германскиот јазик се изучува доста, дури можам да кажам и дека е на идентично ниво како и англискиот јазик. Дали затоа што нели доста инвестиции има од Германија, од Австрија во Македонија за потребите за секојдневна комуникација со клиенти, дали устна или писмена. Значи германскиот е тука некаде со англискиот. Има интереси за грчки, има интереси за турски, шпански и француски исто така се изучува, значи зависи од возраста на слушателите, од потребите нивни, се учат сите јазици. Зошто слушателите го избираат токму вашето училиште? Дали може термините да се прилагодуваат на потребите на тоа се вработени, ако станува збор за возрастни луѓе, тоа се вработени со своји обврски. Може ли да се прилагодат термините, може ли да се организираат курсиви внатре во самата компанија? Да. Така ги правиме ние курсивите, најчесто комуницираме со луѓето затоа што многу често одат во смени на работа, така што ги прилагодуваме термините. Да речеме, кога се прва смена после работа, кога се втора смена пред работа, или можеби викенд курсеви, се зависи во договор со слушателите или пак со компаниите, можеби во склоп на работно време. Значи ги почитуваме и ги слушаме нивните потреби и се прилагодуваме на тоа. Ваши вработени одат во самата фирма и таму одржува часови со група вработени. Така, да. Зборуваме за странски јазици, интересот за изучување на странски јазици. Постои ли интерес за изучување на македонскиот јазик? Има интерес. Тоа се најчесто индивидуални часови, затоа што има странци нели во Македонија кои што одлучиле да живеат извесен период и нормално дека сакаат да го изучат јазикот за да може да комуницираат барем некое основно ниво. Но тоа се секогаш индивидуални часови затоа што специфичен на македонскиот јазик, им е доста тежок на странците и нели азбуката е различна, така што оние кои што доаѓаат да речеме од Америка, од Англија или од друго говорно подрачје не се исти на пример со оние кои што доаѓаат од Турција и почнуваме, сме се обиделе во група, меѓутоа многу е полесно за нив и поразбирливо да се најде да речеме доколку слушателот е од Турција, да се најде некој кој што го говори турскиот јазик за да може да се објасни убаво македонскиот јазик. Но има странци, се учи и мило ми е, драго ми е што е така. Има интереси за македонскиот јазик, па макар да е тоа и за потребите за работа или точно, од други. Да. Покрај наставата во училиштето, изучувањето на странските јазици, вашето друштво Интеркултура нуди и можност за преводи. Да. За кои јазици, што најчесто се бара?
Преводи нудиме сите светски јазици, значи од македонски кон англиски, француски, шпански, германски, грчки, турски, значи буквално сме покриени и со поретките јазици, со преведувачи. Што се бара најмногу? Па најмногу се официјалните документи. Значи дали некоја странска фирма регистрира представништво во Македонија, па нормално дека е потребно сите официјални документи, нели, да се преведат кон македонски јазик, или пак наши фирми, односно компании кои што сакаат да се представат на саеми во земјата каде што одат, презентации нивни или пак учество на тендери, значи секоја она документација каде што се одлучиле да настапат и да одат, ја преведуваме кон дадениот јазик. Имате искуство веќе 13 години, барем во овој бизнис. Да. Имате и неодредени согледувања за местото и улогата на жената предприемач во нашето општество. Каде е местото, дали доволно се посветува внимание, дали доволно ангажирана, дали доволно успех има жената предприемач во Македонија? Па добро, малку сме поограничени и потешко да се води бизнис доколку нели се одлучиме и на семејство. Има предизвици, нормално дека има, меѓутоа не дека не е возможно. Сега нормално, можеби патот е малку побавен, меѓутоа со упорност сметам дека можеме да постигнеме она што сме го зацртале како визија и како... Колку женските организации, особено во делот на бизнисот, може да помогнат за размена на искуства, за советување на одредени на жените предприемачи? Например, Националната платформа за женско предприемништво, колку таа во еден дел може да помогне во почетоците на предприемништвото? Па може многу да помогне. Националната платформа за женско предприемништво мислам дека е навистина успешно поле каде што ние жените предприемачи можеме да имаме средби, да имаме некои размена на искуства, значи состаноци, формални и неформални, се организираат доста настани на месечно ниво, на годишно ниво, каде што се собираме и разменуваме искуства и си помагаме едни меѓу други. Како жена предприемач, дали некоја ще се соочиле со одредена, да речеме, стереотипи, дискриминација или фактот што сте жена, некојаш е предност? Па не сум се соочила со дискриминација, можеби некогаш е потешко да се договори некој состанок или некоја услуга да се понуди или од ние што ги нудиме за преводи за странски јазици. Меѓутоа, после неколку објаснувања или што како можеме да понудиме, мислам дека сме успеале. Не сум имала до сега негативно искуство во тоа поле, иако е мислам, потешко е малку да се влезе. Да се согласат обврските веројатно домашните. Точно, да, тоа е една препрека што... Да. Сигурно за да се биде жена предприемач, и вашето искуство бара одредени откажувања, одредени еден данок да се плати на успехот. Да. Колку тоа е проблем во вашата ситуација? Па на почетокот, јас кога го отворив училиштето за странски јазици и студио за преводи, имав неполни 24 години. И многу често, не знам, другарките ќе ми се јават да излегуваме надвор, јас не можам, значи затоа што попладневни курсеви имавме доста често, работевме со возрастни и работиме со возрастни. Часови сум имала предавања, да речеме, до 10 навечер. И нормално веќе, си уморен од работа, сакаш да одиш дома, да си се одмориш за следниот ден. Така што, можеби, некогаш оние, на 23-4 години, наместо да излегувам со друштво, јас сум седела до доцна да работам. Тоа нормално не било секогаш, сум имала време, значи сум знаела да си земам облека и после часови веднаш да излезам. Меѓутоа, секако дека треба од нешто да се откажеш. Значи не може, доколку сакаш да се посветиш на работата и да успееш во нешто, нормално дека од нешто треба да се откажеме. Кој би беше најголема поддршка? Сигурно имало моменти на слабост или самиот момент на покренување на бизнисот, а и во делот кога имало проблеми, кога имало некој... Кој би беше најголема поддршка?
Па дефинитивно родителите мои ми беа најголема поддршка. Значи јас кога веднаш што завршив факултет, аплицирав за грант за самовработување преку агенцијата за вработување и кога го добив тој грант бев многу среќна, но бев исплашена затоа што немав ни еден ден искуство. Значи буквално пред да го основам друштвото за странски јазици, немав еден ден искуство работно во некоја фирма или во некоја институција за да знам сето како функционира. Така што родителите ми беа многу голема поддршка да ме насочат кон тоа што треба да се направи, како треба да се направи, да не се плашам да одам напред, дека немам што да изгубам. Така што благодарна сум на вистина на многу значи кој имате поддршка и кога можете храбро да настапите. Така. Кога би се вратиле сега 13 години назад, ако постои можност, што би советувале на омладата Радмила како да го почне или како да го развива бизнис? Така. Што би советувала? Па не знам дали би сменила нешто, искрено. Мислам сега на таа возраст, размислувајќи од 13 години подоцна тогаш, не би сменила ништо. Може би сега се нови трендови, нели? Да речеме тогаш немаше опција да се учи онлайн, немаше толку платформи за изучување јазици каде што може и како сам млад предприемач да се доусовршуваш. Туку се беше она ќе најдеш некоја програма, треба да отидеш нели со физичко присуство и слично. Не знам, немам некоја, мислам дека исто би почнала, секако дека почитувала трендовите што се случува. Би ги почитувала дефинитивно, да. Метнувала во работата. Точно. Како се релаксира Радмила? Работата се бара обврски, нема работно време, кога става нема работно време. Бизнес Точно. Прашање, како се релаксира Радмила во деновите или во моментите кога има можност? Кога имам можност, па сакам многу да одам на планина. Значи ја сакам природата, така што со семејството и имам две дечиња, со децата и со сопругот многу често одиме на еднодневни екскурзии низ Македонија, да се прошетаме, да подишеме малку чист воздух. Сакам доста да читам, значи нормално литература читам уште од факултет, да речеме поинтензивно па наваму. Последните 2-3 години не ми дозволува времето искрено толку многу, меѓутоа филмовите ми се исто така пасија, значи сакам било каков филм да изгледам, да отидам во кино. Толку ми дозволува времето, сега за сега. Може би понатаму. Споменавте дечињата. Имат ли интерес за изучување на странски јазик? Имаат, да. Имаат интерес. Следиле од гер. Да, имаат интерес. Веќе големата е, рече си 8 години, таа и оди веќе на курс на по англиски јазик, а јас дома на двајцата преку песни, преку игри го изучуваме помалку францускиот јазик. Иако повеќе се заинтересирани за шпанскиот, полесен е, бидејќи е полесен е за изговор, нели позвучене. Пуштаме некои песни на YouTube, па ги пееме заедно, знаеме да броиме до 10, значи имаме такви преку игра, една сензибилизација на јазикот. Веројатно и најлесно да се примат. Да, најлесно е затоа што дефинитивно после 2 повторувања веќе знаат цела песна, знаат да избројат, знаат да го кажат тоа што сме го зборувале. Сунгери, дефинитивно викаат дека децата се сунгери. Имате, пак ќе спомнам, 13 години искуство. Што би им советувале на младите девојки, на младите жени кои се двоумат да започнат собствен бизнис? Па би ги советувала да не се двоумат, значи нека почнат храбро, дефинитивно е стресно е, значи не знаеме што следи, не знаеме што ќе биде, меѓутоа доколку не пробаме, нема да знаеме дали ќе успееме во тоа. Така што храбро, значи треба дефинитивно храбро и треба истрајност. Не викам дека нели јас кога го основав училиштето за странски јазици, првата година имав само 20 слушатели. Значи тоа е дефинитивно мала бројка за да се покријат сите оние трошоци и основни трошоци, меѓутоа не се откажав. Значи знаев дека следната година ќе биде подобро, наредната уште, со повеќе реклама, со повеќе труд, нели? Така што дефинитивно да се обидат, меѓутоа да не се откажуваат брзо, затоа што сепак било кој бизнис е процес и потребни се минимум 2 до 3 години за да може да го постигнеме некое задоволително ниво кое што од после натаму ќе сакаме да одиме напред. Тоа да се развива. Кои се плановите за наредниот период? Имате ли нешто зацртано или
Планови за наредниот период. Па имаме доста планови, повеќе во однос на преведувачката индустрија, затоа што се обидовме и успеавме да се продреме така на едно меѓународно ниво. Соработка со компании кои што се и надвор од Македонија, кои што бараат јазични комбинации и со македонскиот јазик, меѓутоа странски јазик со странски јазик, така што имаме планови, значи на проекти почнуваме и следната година веќе ќе работиме на така 2 посериозни проекти во однос на преводи. Така што се надевам дека ќе има работа и успех, да. Радмила, јас ви посакувам сите планови и многу повеќе од тоа да реализирате и се надевам дека во некоја друга прилика ќе разговараме за успесите што во овој момент следуваат. Ви благодарам и на вас, благодарам на поканата и секоја добра. Благодарам.